Добар ден и срдечно добре дојде во нашето ново издание. Напорната работа, откажувањето од комфорот и фокусирањето на целта носат успех. Денеска ќе изобилува од такви приказни од меѓународната и од домашната сцена. Во скоро време ќе се донесе новиот закон за моторни возила со чии можни одредби ќе ве запознаеме. За крај ќе ви го прикажеме тестот на Kia Proceed. Првите минути од емисијата се резервирани за флеш вестите. Трката за AutoBest 2020 започна. Во финалето за престижната Best Buy Car of Europe титула годинава ќе се надпреваруваат Nissan Juke, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio и Škoda Kamiq. Жирито составено од 31 член со нив ќе се сретне на прочуената Формула 1 патика во Истанбул и ќе ги искористи низините капацитети за да ги направи финалните тестирања. Победникот ќе биде објавен на средината на декември, а церемонијата на доделувањето на наградите ќе се одржи во Мајнц, Германија во февруари идната година. Посветувајќи големо внимание на случувањата во автомобилската индустрија, жирито доделува уште 8 други признанија. Така наградата Men Best, со која си обезбеди влез во алејата на славните, годинава ја доби Михаел Лохшелер, извршниот директор на Opel. Компани без наградата отиде кај Гили, кој без сомнение е најбрзо растечката автомобилска компанија во светот. Основана во 1986 година од страна на визионерскиот председател Ли Шу Фу, таа денес поседува повеќе автомобилски брендови како што се Lotus, Volvo, Lynk & Co и други и е пионер на нови марки, електрични возила и решенија за мобилноста. За прв пат во 19 годишната историја AutoBest жирито одлучи да додели една награда постхумно. Најшироко сметан за еден од најголемите возачи на сите времења, Ники Лауда целиот свој живот го посвети на инженерскиот напредок што ја смени Формула 1 на начин кој како надпреварување ја дефинира и денес. Со престижното Safety без признание се оддаде сатисфакција на Jaguar Land Rover за неговите Clear Sight Rear View Mirror и Ground View System. Останатите Design Best, Techno Best, Smart Best и Eco Best награди ќе бидат објавени заедно со победникот на AutoBest за 2020-та. Изминатите неколку недели духовите ги разбранува новиот закон за моторни возила. Дали неговото донесување ќе ги поевтини или поскапи возилата? Дали ќе има финансиски репоркусии за возилата со декларирани вредности на CO2 повисоки од Euro 5 нормите? И кои се условите за добивање на субвенции за набавка на нови возила, ќе дознаеме следниот месец. А сега ќе ве запознаеме со можните исходи. Три нови закони значително ќе влијаат на македонскиот автомобилски пазар. Првиот е законот за возила, кој лани додека беше во предлог фаза, детално ни го објасни министерот за транспорт и врски Крешник Бектеши. Тој летово беше донесен со мали, но суштински измени. Така еколошките налепници нема да бидат задолжителни за сите, но нив ќе мора да ги имаат оние кои ќе сакаат слободно да се движат во деновите кога воздухот ќе биде презагаден. Измени има и кај субвенциите, од кои се исклучени електричните и хибридните возила. Остануваат оние за вградување на плински или уред на метан и друг вид на алтернативно гориво, кои ќе се движат до 300 евра. Со цел подновување на возниот парк и намалување на загадувањето, субвенции ќе се добиваат и за купување возило доколку старото се однесе на отпад. Но за разлика од првичната идеја, тие ќе важат не само за нови, туку и за користени возила со Euro 5 или Euro 6 еколошки норми. Официјално сепак се зборува дека владата се премислува за овој модел, така што можни се поинакви решенија за субвенционирање на продажбата на возила. Кога ќе започнат да се применуваат овие одредби од законот ќе зависи од парите во буџетот и низата подзаконски акти што треба да се донесат. Новост исто така се и жолтите регистерски таблички воведени по барање на таксистите.
Со донесување на законот за акцизи кој стапува на сила на 1 ноември, оваа давачка повеќе нема да се плаќа за автомобилите. Место неа ќе се пресметува посебен данок на моторни возила чија процедура за донесување е отпочната. Голема новост е тоа што наместо според цената како досега, давачките ќе се пресметуваат врз основа на емисиите на издувни гасови. Конкретно, според хомологираната количина јаглерод диоксид во комбинираното возење и видот на горивото. Висината на данокот ќе одредува владата, а дали сумата ќе биде различна за нови и користени возила се уште не е познато. Ќе се оденачуваат и пикапите и моторциклите, првите според јачината, а вторите според зафатнината на моторот. За разлика од досега, кога на хибридните возила не се пресметуваше акциза, овој данок ќе се наплаќа и за нив. Електричните возила остануваат неоданочени, но затоа струјата за нив станува акцизна стока. Стапката засега е 0 денари, но тоа лесно може да се смени. Висината на акцизите за горивата останува иста. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Би сакал да ви се представам себе си во неколку зборови. Би рекол елегантен, единствен секако, секогаш самоуверен. Како мојот автомобил, новиот Kia Proceed, храбар потек. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Најголемата продажно-сервисна мрежа за пневматици во Македонија одбележува значаен јубилеј – 25 години континуирана и активна работа. Низ годините што следуваа, компанијата го разви бизнисот во повеќе насоки со фокус на познатите интернационални компании од оваа бранша. Компанијата денес има сопствена продажно-сервисна мрежа на 8 локации во 5 града низ Македонија, каде работат повеќе од 100 вработени. На пресконференцијата одржана минатиот викенд, Мотоцентар не информира за голем јубилеј – 25 години постоење. Затоа ја покануваме госпоѓата Моника Бошковска да ни каже нешто повеќе за компанијата. Добро дојдовте во Автомагазин и првото прашање е на што се должи вашиот успех? Денеска точно го славиме нашиот јубилеј, 25 години Мотоцентар. Несомнено во овие 25 години сме растеле, сме еволуирале и сме прерасле во една компанија која што е символ за традиција, конзистентност и за општествена одговорност, која што низ неколку настани во последниве години тоа го докажуваме. Во вашето 25 годишно постоење станавте мултибренд компанија. Дали тоа ви пречи во вашето работење?
Ние се трудиме во нашето портфолио да имаме брендови кои што ги задоволуваат, да кажам, сите паричници во Републикава, со тоа што се трудиме нормално да го истакнеме квалитетот на самите брендови кои што ние ги увезуваме. Денес несомнено сме тука и вие сте делот од луѓето кои што се поканети, за да направиме символиката помеѓу моделот на Porsche 911 Carrera и Мотоцентар како компанија. Символиката доаѓа токму од таму дека Porsche 911 Carrera е најуспешниот модел на Porsche воопшто во историјата. Тој се развивал, еволуирал, ги користел најновите технологии, созревал, исто како што го прави Мотоцентар во последниве 25 години. Госпоѓо Бошковска, јас ви благодарам на учеството во Автомагазин и ви посакувам уште многу успешни јубилеи. А ние одиме понатаму со Автомагазин и со еден бренд кој е ултра луксузен. Бентли е марка која располага не само со многу модели, туку и со раскошно украсување и изработка. Па, како тоа изгледа низ призмата на еден вработен кој 40 години работи на позицијата на украсување на внатрешноста? Во одбележувањето на својата 100 годишнина, Бентли не пропушти да им одаде почит на своите вработени, истакнувајќи дека без нивната стручност и вештини не би било можно да се одржи нивото на луксуз и рафинираност од компанијата. Посебно признание му дадоа на човекот со најдолг стаж. Тоа е Ноел Томпсон, кој веќе 50 години се грижи за најфино изработените интериери. Се има вработено во фабриката во Кру на своји 16 години, каде првите 12 месеци помина низ интензивна обука. Ротирајќи низ сите оделенија, тој ги покажа своите афинитети и му беше одредено работното место на кое најдобро може да се докаже. Тој се сеќава дека кога се вработил, фабриката била старомодна. Автомобилите се туркале рачно низ монтажната линија, а се произведувале околу 1800 примероци годишно. Фабриката сега е модерна, но една сличност остана како и во старите денови. Тоа е рачната изработка на интериерот, работа која и денес му се доверува нему. Дури и повеќе, бидејќи е задолжен за обука на помладите, а го представува и брендот на разни манифестации ширум светот, демонстрирајќи ги вештините на вработените. Токму тие се и причина што Бентли своите автомобили ги произведува само во Велика Британија. Деловите за нив сепак пристигнуваат од целиот свет, но во овој случај не се работи за заштеди што ги овозможува глобализацијата, туку за избор на најквалитетните материјали достојни да се вградат во модел со ова лого. Ке го земеме за пример Continental GT, за кој на листата добавувачи има компании од сите краишта на светот. Механиката во голем дел доаѓа од Германија, бидејќи ја дели платформата со Porsche Panamera. Оттаму е и 8-степената CTF трансмисија, а тркалата со пречник од 22 инчи пристигнуваат од Јапонија. За да се истакна деталите на нив, тие се полираат рачно. Како механички дел можеме да го сметаме и часовникот граден во централната конзола. Јасно, тој пристигнува од татковината на најквалитетните часовници Швајцарија. Алкантарата која се среќава во кабината се користи и во модната индустрија, а бидејќи дом на модата Италија се набавува од таму. Кожата пак пристигнува од Германија, поточно од Баварија. Внимателно одбрана, таа има голем придонес за комфорот и префинетоста на интериерот. Сошиена е рачно, со голема прецизност и со вкупно 2,8 км фин конец. Но врв на се чини дека е дрвото коа од Хаваи, со чија автентична употреба се гордеат во Бентли. Тоа е посебно ценато заради своите елегантни нијанси и рамни годови. За едно стебло да порасне за сечење треба да се чека 20 до 25 години. Така, воопшто не треба да се чуди што Bentley Continental GT чини повеќе од 150.000 фунти.
Покрај луксузот, второто име на Бентли е и брзината. А што се однесува до Nokian, кој е прв бренд со кого почна мотоцентар да работи, Бентли постигна неколку брзински рекорди на снег и мраз. Затоа го поканивме и господинот Иван Бура да ни се придружи и срдечно добре дојде во Автомагазин. Nokian е бренд кој ја има конструирано првата зимска гума, односно зимски пневматик, но во последните 10 години Nokian развива и летни пневматици. На што се должи тоа? Tako je, znači Nokian je prva kompanija na svetu koja je razvila zimski pneumatik 1934. godine koji je bio za laka kamionska vozila. Prva autoguma za zimu napravljena je 1936. godine i od tada Hakapelita i od tada postoji tradicija proizvodnje zimskih guma Nokian koji je prepoznat i priznat u celom svetu kao najbolji proizvođač zimskih pneumatika na svetu. Naravno, pored zimskih pneumatika, budućnost je i ulaganje i u letnje pneumatike i mi već imamo nekoliko generacija letnjih pneumatika, ali ono što je novina za budućnost kompanije Nokian Tires jeste da se pravi i naš vlastiti test centar u Španiji koji će biti nekih 60 km južno od Madrida u mestu Santa Cruz de la Zarza. Test centar će biti ujedino i razvojni centar. I tu ćemo imati prezentacije samih pneumatika kao i razvoj pneumatika ultra visokih performansi. Staza će raditi 365 dana u toku godine i ono što je karakteristično da ćemo imati ovalnu stazu za brzine preko 300 km na sat koja će biti 7 km u prečniku. Додека го развивате и довршувате вашиот развоен центар во Шпанија, каде ги тестирате летните пневматици? Pa testirali smo ih uglavnom na našem test centru u Nokiji koji se nalazi u samom gradu Nokija uz našu fabriku, prvu fabriku koju smo napravili, a onda smo umeđu vremenu testirali i na tržištima kao što su Španija, Portugal i obično sam razvoj novog pneumatika traje do 4 godine. Ono što je bitno da za novu generaciju letnjih pneumatika koji su prvi put predstavljeni ove godine poput Nokiana Wetproof i Nokiana Powerproof imali smo i pomoć eksperta. Pre svega u razvoju pneumatika Nokian Powerproof je učestvovao lično i Mika Hakkinen, dvostruki svetski šampion u Formuli 1, koji jednostavno sa svojim iskustvom i, da kažem, savjetima unapredio i naše znanje i dao nam je bitne savjete na čemu treba da radimo i šta je bitno kod vrhunskih sportskih pneumatika. Господине Бура, ви благодарам за учеството во Автомагазин и за споделувањето на последните новости од компанијата Nokian. Јас искрено се надевам дека наскоро како Автомагазин ќе имаме шанса да ја пробиеме бариерата од 300 км на час на вашата нова патека. А ние одиме понатаму со Автомагазин. Во рамките на Франкфуртскиот мотор шоу беше представена студијата iNext од страна на BMW. Таа ни кажува каква пропулзија, односно каков погон ќе биде во центарот на вниманието на синобелиот пропелер, а тоа е електричниот погон. Но, судејќи според изгледот, веројатно лудите времења се враќаат во BMW. Иако BMW уште од 2013-та го има i3, вистинскиот исчекор кон електрификацијата ќе го направи со сериската верзија на концептот iNext. Во моментов неговите тестирања се одвиваат со полна пареа, заради што баварската марка има потреба од дури 100 прототипи. За зачувување на тајноста тие се прават далеко од љубопитните очи во срцето на Центарот за истражувања и иновации. Таму специјално за оваа намена BMW има инсталирано пробна производствена линија. На неа тесно соработувајќи работат експертите од развојот и производството со цел да ги ускладат желбите и можностите. Служи и за испитување на разни иновации во монтажата со кои ќе се забрза процесот на производство и подобри квалитетот. Покрај големото присуство на дигитални алатки, внимание привлекува иновативниот процес на ротационо поврзување на алуминиумските и челичните делови од каросеријата. Прецизноста се проверува со ласери и скенери, а со помош на напреден софтвер се креира CAD модел кој служи за дополнителни споредби со проектираното.
За истото тоа се користи и компјутерска томографија со роботи и рентгенски зраци. Овој систем е способен да открие грешки со дебелина на човечкото влакно. Производството на iNext е планирано да започне во 2021 година и ќе се одвива на истите монтажни ленти заедно со бензинските и дизел моделите. Не е ништо ново дека производителите на автомобили ги издружуваат силите со цел да ги намалат трошоците за развој и производство. Toyota и Subaru тоа го сторија уште во 2005 година, кога General Motors ги продаде своите акции во Fuji Heavy Industries. Од тоа произлегува неколку скромни, но плодни соработки, меѓу кои и спортските купеа Toyota GT86 и Subaru BRZ. Иако овие модели наполнија цели 10 години, за нивна замена скоро и да не се зборуваше. Се досега, кога Toyota објави дека го зголемува своето учество во Subaru на 20% со цел интензивирање на соработката. Во соопштението се вели дека фокусот во заедничкото делување на двете компании ќе бидат перформансните автомобили, односно втората генерација на жилавите спортски купеа. Ке се работи и на 4x4 погонот, на поширока хибридизација на гамата на Subaru, како и на развој на автономни технологии. Двете компании од порано работат на електрични возила за кои се уште нема многу детали. Според новиот договор, сега и Subaru ќе добие мал процент учество во Toyota. Колку точно не е објавено, но нема да биде многу, бидејќи Toyota со своите 10,6 милиони произведени возила лани е далеку поголем играч од Subaru. Како дел од стратегијата да се поврзува со домашни, а не со странски компании, Toyota има мало учество уште и во Mazda, Isuzu и Yamaha. Автономното возење е во фокусот на вниманието на футуристите. За жал, понудените решенија не се комплетни за да се аплицираат во секојдневниот сообраќај, но сосема се доволни за употреба во изолирани средини, како што се површинските рудници. Затоа Scania на големо го тестира својот камион кој нема кабина ниту возач. Scania навлезе во нова ера. Најновиот камион кој доаѓа од нивните погони наговестува дека времето на системите за автономно возење не е така далеку. Гледајќи го концептот со ознака AXL, лесно може да заклучиме дека наскоро возачите на камиони нема да бидат потребни, а ефикасноста во работењето значително подобрена. Овој камион не е прв кој може сам да вози, но е најнапреден. Нема кабина, бидејќи не му ни треба. Целото управување се врши автоматски, но под надзор на оператор кој може да се наоѓа километри далеку во некоја канцеларија. Од Scania напоменуваат дека и покрај футуристичкиот изглед и напредните технологии, најзначајна иновација кај него е софтверот кој го контролира. Наменете за работа на затворени локации во каменоломи и рудници. Таму ќе се движи по однапред одредени траектории. Пречките на кои ќе најде ќе ги заобиколува со помош на мрежа камери, сензори, радари и активно 3D мапирање на околината. На јавните патишта не може да излезе, оти го спречува легислативата. Изграден е на модуларен принцип, што значи дека може да биде и поголем и помал во зависност од потребите. Се очекува дека во голема мерка ќе реши многу проблеми од кои денес се соочуваат овие компании, пред се во обезбедувањето луѓе за работа на зафрлени локации ширум светот. Но и покрај сета напредна електроника, Scania за погон на овој камион се одлучи за класична шасија со 4 оски и дизел мотор. Додуша тој користи биогориво, но засега струјата не е во опција. Со овој спој на традиционалните и новите технологии се овозможува идејата на концептот да биде подостапна. Scania сепак ги нема сите одговори, меѓу кои и оние на прашањата кога овој камион ќе биде комерцијално достапен и колку ќе чини.
Својата офанзива во сегментот C Kia ја продолжува со изведбата Pro Ceed, која има нагласено спортски изглед. Предницата е доста агресивно скроена и има детали кои делуваат доста моќно. Pro Ceed е во суштина караван. Караван кој делува многу спортски. Па затоа и контурата е многу ниска, која продолжува се до задниот дел кој има своји практични работи. Кога ја гледаме од позади, Pro Ceed делува како смалена Porsche Panamera Sportback и тоа го поддржува и со просторот во внатрешноста на гепекот. Тука имаме 598 литра капацитет на гепекот, кој е практично поделен со оваа шина со која можете да манипулирате со внатрешниот простор. Изгледот на Pro Ceed е динамичен и интересен. Гледано од надвор, Pro Ceed е вистински убавец. Сите елементи на дизајнот се онакви како што треба. Но влегувањето во Pro Ceed е малку проблематично поради ниската контура. Еве, ова е мојата возачка позиција и забележувате дека мојата глава веќе удира во тапацирот од покривот, но проблем е што не може седиштето уште повеќе да се спушти. 7-степениот автоматски менувач во синергија со моторот дава многу убав звук. Има многу практични елементи во внатрешноста. Например, безжично полнење на мобилен телефон. Од дополнителна опрема има доста, од грејење на седишта, грејење на воланот, кој е обложен со кожа и со црвени обрубувања, како и седиштата. Исто така има и една шминкерска направија, а тоа е копчето спорт. Со него се менуваат брзините на повисок степен на вртежи, но и се добива многу поинтересен звук, длабок резонантен звук. За доправувачот на Kia Ceed се чувствувате одлично. Откако ќе се сместите во кабината, се уште растојанието од главата до покривот не загрижува, но доколку сте малце во полегната позиција, тогаш нема да имате поголеми проблеми. Зборев околу амбиентот во внатрешноста. Тој е типичен како и за секој Ceed, но опремене со луксузни цитати. 7-степениот менувач е автоматски, но за доправувачот имате и прекинувачи преку кои можете да го контролирате пренесувањето на преносите. А овој звук што се случува во внатрешноста е спортски и резонантен. Но него, доколку сакате, можете да го засилите со притискањето на копчето спорт. Ништо не се случува посебно. Само менувачот ги менува преносите на повисок број на вртежи, а звукот е многу поинтензивен, иако не возите многу брзо. Што се однесува до контактот со патот, јас сум многу задоволен. Pro Ceed е направен по тертипот на Porsche Panamera Sportback и тој сака да се пробие на пазарот со пониска цена и да се додвори на сите оние кои имаат афинитети кон ваков тип на возило. Иако е своевиден караван, го слушате звукот како убаво продира во кабината. Иако е своевиден караван, Kia Pro Ceed се однесува како своевиден
хеджбек, затоа што управувањето е лесно, прецизно, а се случуваат во свиоци мали пролизгувања кои веднаш ги скротува ЕСП-то, но му дозволува на возачот и сам да интервенира. Престојот во кабината и опременоста на ProSeed се безкомпромисни, но има уште една работа која е исто така безкомпромисна и остава силен впечаток на возачот, а тоа е комбинацијата на 1,6 литрениот мотор со 7-степениот автоматски менувач. Пред се, моторот е скроен за одлична перформанса. Тој е од типот на TGDI мотори, односно мотор со директно впрскување на горивото и турбополнач. Од 1,6 литрена зафатнина тој испорачува 204 коњски сили, кои се вистински коњи. Коњи кои знаат веднаш да потегнат во галоп и да достигнат многу лесно максимална брзина. Брзина која не можев да ја почувствувам на овој пат што ја возам, пред се од безбедносни причини. Но однесувањето на моторот и менувачот се одлични. Мене ми се допадна и еколошката ориентираност на овој автомобил. Иако има потентен мотор и автоматски менувач и бензинеце, просечната потрошувачка на 450 км, колку што успеав да поминам со него, е 8,6 литри, што е сосема добар показател на економичноста. Цената на Kia ProSeed изнесува 33.000 евра. Таа е опремена со многу елементи кои се типични за луксузните возила. Но сепак ова е еден спортбек од семејството на возила припадници во C-сегментот. Но изгледа атрактивно, изгледа модерно и изгледа страшно динамично. Ова не е автомобил кој ќе направи бум на пазарот што се однесува до бројките на продажба, но секако ќе го ценат луѓето кои сакаат да имаат одлична перформанса и атрактивен изглед кој ќе измами многу погледи. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Следната средба е за 7 дена. До гледање.